Несовесната употреба на пиротехнички средства може да биде причина за повреда кај луѓето, особено кај помладата популација. Тие може да бидат од најминорни, како што се рани и изгореници, до многу тешки и сериозни оштетувања, кои предизвикуваат ран инвалидитет, велат лекарите. Група која најчесто употребува пиротехника се адолесцентите, кои многу често не се свесни за последиците кои може да настанат од нивната употреба. Како што се ампутации на прсти, потоа ампутации на шака, оштетувања, дали тоа да се привремени или трајни на видот или на слухот, кои што понатака кај оваа група на ученици, значи адолесценти, предизвикуваат понатамошни физички и психички оштетувања, а со тоа се разбира и понатака тоа влие врз нивниот понатамошно креирање во животот, односно избор на професија. МВР и Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија веќе неколку години спроведуваат кампања под мотото "Петарди не, безбедност пред се", со цел на учениците да им се укаже на можните последици од нивната употреба. Една таква се одржа и во училиштето Јахја Кемал во Струга. Ова предавање беше многу поучно. Научивме за опасностите кои што ги предизвикуваат петардите. Тие може да бидат многу опасни. Ни беа покажани слики, па видовме уште колку поопасно и колку пострашни последици може да има од петардите. Научивме кои казни ги добиваме поради петардите. За секој вид на празник, општо прилично сега за новогодишните, најмногу користат, повеќето нив сигурно, најчесто момчињата што би се рекло, ама има и оние кои што ги користат и под надзор на возраст. На денешно време, значи во многу голема, во многу голема мерка се употребуваат тие, многу небезбедно и без предпазливите мерки. Многу научив, се вознемирив искрено тие слики што ги видов и никој пат не би се осмелила да користам таков вид на средства, односно петардите. И мислам дека ова е како помош и на другите да се совземат и да знаат што треба да прават, односно да знаат дека тие петарди не се за нив добри, дека може да си го загрудат своето здравје. Пред 2 години со тешки повреди од несоодветна употреба на петарди, на оваа клиника било примено 16 годишно момче. Сепак, како резултат на ваквите кампањи има тренд на намалување на бројот на повредени. Пред 2 години имавме едно момче повредено. Тоа момче се здоби, значи, со губење на дел од прстите, како што видовме, на трети и на четврти прст се направи тоа што можеше за реконструкција, за да може нормално да функционира понатака момчето. Потоа го следуваат секако период на рехабилитација, така да тоа е еден долг и макотрпен процес. Илјадници парчиња најразлични пиротехнички средства пронајде полицијата изминатиот период на ниво на цела држава. Во изминативе десетина години на подрачјето на СВР Охрид пронајдени и одземени се околу 100.000 нелегални парчиња петарди и друга пиротехника, која што правни и физички лица нелегално ја набавиле и ја препродавале на целото подрачје, најчесто на малолетни лица. Во текот на овој месец само на подрачјето на СВР Охрид пронајдени се 3.000 петарди. Против лицата кои вршат нелегална трговија со пиротехнички средства, полицијата поднесува кривични пријави. Предвидени се казни од 1 до 5 години затвор, а казни од 200 до 500 евра се предвидени и за родителите на малолетни лица, ако се затекнат како купуваат или активираат петарди и друга забранета пиротехника. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.